Македонците од Канада изразија длабока загриженост за случувањата во Македонија и како што порачаа ги повикуваат македонскиот народ и другите етнички заедници во земјата на единство, а политичките партии на разумно однесување заради заштита на унитарноста на државата, стои во декларацијата на македонската заедница од Канада испратена од вчерашниот втор поред протестот пред парламентот на провинцијата Онтарио во Торонто. Председателот на Светскиот македонски конгрес за Канада, Боби Темелков, одговорницата порача дека историските искуства укажуваат дека секогаш кога меѓународниот фактор бил замешан за решавање на македонското прашање, биле носени решенија на штета на македонците, без да се почитува неговата волја. Сега, кога во прашање е доведено името, идентитетот, унитарноста и сувереноста на македонската држава, ние, македонците од Канада, како нераскинлив дел на македонскиот народ, укажуваме дека Македонија е држава на македонскиот народ, како единствен носител на државноста во која сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, независно од социјалниот статус, етничкото потекло, верското уверување и партиската припадност. Да се спречи секаков обид за федерализација и воведување втор јазик како службен на целата територија на Македонија и во меѓународните односи. Да се отфрли секаква размисла за промена на името, знамето, грбот и химната. Македонците од Канада побараа демократскиот свет да ја поддржи унитарноста на државата, да се стави крај на разговорите за името меѓу Македонија со владата во Атина и безусловно продолжување на членството во Обединетите нации во сите меѓународни организации под уставното име. Побараа и итен попис на населението, како и се македонско помирување и обединување. Декларацијата од протестниот собир е испратена до Организацијата на Обединетите нации, ЕУ, Канада, САД, Руската федерација, Народна република Кина, Република Франција и Обединетото кралство Велика Британија и Северна Ирска, како и до властите во Македонија.